Наутро, над Валандовскиот градски базен, се креваше тенок миризлив облак, оној препознатлив знак дека почнала 25-та ракијада. Казаните тивко барбореа, а околу нив се собираа луѓе кои не дојдоа само по чашка ракија, туку поради чувството дека токму тука, меѓу искрите на огнот и свежиот мирис на грозје, се чува душата на овој крај. Маријан Белчевски го проверуваше казанот со вештина што ја носи од детството. Па оваа година е, мислам дека јубилеј на 25 годишнина, почната е во 2000 година, тогаш ние сме биле помлади и сме го наследиле ова од нашите татковци, дедовци и некако како традиција и учествуваме веќе јас од 2012 година не сум прекинал. Секоја година учествувам. Дружбата е многу битна. Се познаваме тука сите, мало место. Квалитетно грозје имаме и се прави добра ракија. За него тајна за варење ракија нема, освен една, да е здрава годината и да е здраво грозјето. Јас мислам дека најбитно е да има добра суровина, да е здрава годината, да биде грозето здраво, инаку нема куќе кај нас кој не знае како оди начинот на варење на ракија. Тоа се пренесува од колено на колено и така. Секој си има свој начин, некој сака појака, некој сака послаба и така. Додека зборуваме, Маријан пресметува дека денес ќе извади околу 25 литри ракија од неговиот казан. Денеска овој казан е негде околу 120 литри, треба да пушти негде околу 25 литри ракија. Затоа што и дома имам варено, пробано е и кумињето, и казанот е добар, и тука негде очекувам. На неколку метри подолу, Вангел Доролојков раскажува сосема поинаква страна од приказната, она лозарската, напорната. Ова година ме нафати град и имам една на страна, те декари таа не зберав ништо од неа. А другата околу 1200-1300 кило од декари свака. И неа ја цената 17 дена. Задоволува ли? Не задоволува, ама што да правиш? Скапи препарати, режење. И покрај се, грозјето оваа година било убаво, а тоа за Валандово значи само едно – ќе има добра ракија. Вангел вели дека вари со години, за своја душа. Тајна нема, смешење на кумиња добро и 12-13 дена се чека и после тоа се вари. Долго вари. Имам сега моментално дома 500-600 литра ракија, стара, 4-5 годишна. И ничто за мене си ја варам, не ја пробам. Кај него, како и кај многумина овде, ракијата е спомен, наследство, дел од домот. Лозарите носталгично зборуваат за тоа дека младите не сакаат да продолжат. Оваа година беше многу добра. Значи, климатските услови се многу битни за нашето поднебје. Тука ние сме лозарски крај, Валандово-Гевгелискиот регион и има добри сорти на во последно време се оди на трпезни. Винарија имавме голема со затвори, али има друго, се наоѓа пласман. Проблем е што младите веќе не сакат да работат. Ние сме веќе, може да кажем, и последни генерации, се напуштаат лозјата. Градоначалникот Ѓоко Камчев потсетува дека пред 25 години првата ракијада се одржала на градскиот стадион. Точно пред 25 години започна ова навистина една прекрасна традиција која има Валандово. Во незините зачетоци ова манифестација се одржуваше на градскиот стадион, на поранешното, односно сегашното школско игралиште, за да последните повеќе од 10 години се одржува овде на градскиот базен во Валандово. Навистина денот е прекрасен, четврт век постоење, навистина голем јубилеј и се надевам дека во
наредните години ќе направиме оваа манифестација уште подобра, ќе го збогатиме, значи ќе збогатиме самата програма на манифестацијата и се надевам дека веќе од наредната година Валандовската ракијада ќе трае најмалку 2 дена со одредени пропратни активности и убеден сум дека ова големо обележие на градот Валандово на вистински начин ќе му дадеме еден, како да кажам, едно поголемо значење за да целокупната македонска јавност, зошто да не, овој надпревар да не го направиме, да биде и во меѓународни рамки. Секоја година манифестацијата има и надпреварувачки карактер. Најдобриот мајстор добива награда. И се надевам дека во годините што доаѓаат овие настани ќе му возможат на Валандово да биде уште повеќе застапено во културата, традициите, обичаите во нашата држава. И од година на година да овозможиме услови да направиме добри настани и што повеќе посетители од државата да не посетуваат и од тоа да направиме на некој начин бизнис. Значи, ние мораме да им го покажеме патот на производителите на домашна ракија, како тие од тоа да заработуваат подобро. Камчев верува дека манифестацијата може да биде почеток на нешто уште поголемо – туристичка приказна.